Например, една компарација попроста да кажем, во Белград, градоначалникот на Белград донесе закон да сите базени бидат бесплатни за сите спортски клубови и спортисти кои што ги користат тие базени. Смешно. Во Македонија буџетот од државата Македонија за пливачка федерација за таа фискална година беше 2.500 евра. За тие 2.500 евра ние не можевме еден авионски билет да платиме за да идеме на светско првенство. За разлика од Словенија, која што нивниот буџет од самата држава, само на пливачка федерација беше 2 милиона евра. После тренинзи или надпревари беше за Макдоналдс, за комперчињата од Макдоналдс да ги јадат спортистите. Тоа е еден момент каде што нели луѓето кои мислат дека сите внимаваат на исхраната, пазат што како, поготоа пред после надпревар. Интересен факт дека компирчиња од Макдоналдс сите чека без разлика по која фаза, дали се пред, после надпревар или така натаму. Јас си разменив дресов Роџер Федерер, имам дрес дома од Роџер Федерер, швајцарски, пошто нели настапуваше за прв пат го гледав таму да игра против Давид Ферер, играше, не беа ни познати на времето. Роџер Федерер 19 години беше, имаше репче позади, многу малку го паметат и се сеќаваат на него во тој период. Значи идеш, ги гледаш Мерион Джонс, Морис Гринс, што беа амерички спринтери на 100 метра, олимписки шампиони, светски рекордери. На маса еднашка Мухамед Али седна со нас, па ручеше заедно во наше присуство, што е интересен факт. Како се приближувате према стадионот, слушате огромна врева, бука, значи мислите дека ќе се сруши целиот стадион. Тој во Сиднеј беше 120.000 гледачи капацитет, мислам, грандиозен стадион. Нема никакви привилегии, искрено да ви кажам, повеќе сум почитуван надвор од државата, него што сум почитуван во самата држава. Луѓето комплетно имаат заборавено на мене, не само на мене, на нас, има многу спортисти како мене и од други спортови кои што буквално државата ги има заборавено од секој аспект. Еве и во Олимписки комитет еднашка ме нема покането за ништо. Од Атина се препознавме, влеговме во диалог, што правиш, како правиш тука, што се случува, пошто отидов да посетам еден базен и он имаше отворено клуб таму, Дубај Свим се викаше, и по краток разговор ми рече, барам асистент, дали сакаш да ми бидеш асистент. Нормално од таков човек радо би учел и би творел со таква личност и одма прифатил. И одеднашка, не знам, сите имаме блекаут, никој не се сеќава што се случило, како се случило, зашто се случило. Се будиме сите на една као бензинска станица, возачот излезе од автобусот како си купува нешто, иде во тоалет и така натаму. И како што чекаме на таа бензинска станица, случајно ние парите ги имавме во една мала ташна, која што ни беше под пазувите негде ставена. Проверуваме, имавме некои пари таму, проверуваме, гледаме дека ги нема парите. А како што ние проверуваме и гледаме дека ги нема парите, проверуваат и сите други во автобусите кои си имал камера во самиот ранец негде ставено, па му фали камера, па не знам на некој му фали саат или не знам што. И одеднашка се крена паника, као што се случило, што, мислам, со автобусов, а никој не се сеќава ништо. Здраво на сите, јас сум Михаела Трајковска, вие гледате подкаст за се. Денес со нас во студиото е Александар Миладиновски, пливач, рекордер и олимписки представник на Македонија 2 пати. Како си и како се чувствуваш? Здраво, Михаела, благодарам на поканата. Се чувствувам одлично. Еве во Скопје сум веќе неколку 5-6 недели. Тоа се навршува при крај. Имам уште неколку дена пред да заминам на следна дестинација. По моментот се осеќам убаво. Се надевам така ќе остане уште неколку дена. Кога беше последен пат кога ја посети Македонија пред овој момент? Па редовно доаѓам во Македонија, мислам еднашка годишно и секој лето, барем неколку недели, можам да поминам овдека во Македонија ради моите работни обврски кои што ми дозволуваат исто тоа се случи.
така да си доаѓам секоја година овдека, нормално да видам фамилија, пријатели, да поуживам малце во убавините на Македонија што ги нуди и така натаму. Ќе стигнеме до тоа, пошто моментално не живееш во Македонија. Како стигна до тоа да не живееш во Македонија, ќе започнеме од почетокот на твојата кариера. Твојата кариера те донела да можеш да си овозможиш да живееш во странство, а тоа е пливањето. Кога почна со пливањето и што те инспирираше да станеш пливач? Тоа значи беше многу одамна. Почнав со пливање на својата 8 годишна возраст. Сосема случајно, природов на систематски преглед или медицинска контрола, ми се детектираше дека имам рамни стапала, или дустапан ги вика на времето. И препорака од доктор ми дадоа да започнам со пливање како еден од најдобрите спортови кои што можат да ги коригираат стапалата, поготово во тој детски развој во тие години. И сосема случајно, поради таа причина, отидов на пливање во базенот Карпуш, се сеќавам уште од сега. И започнав нормално во малиот базен. Меѓутоа, може да се надоврзам на тоа, има интересен момент еден пред да започнам со пливањето, имав скоро давечко искуство. Така да како помал на одмор со моите родители, пливав нормално, не пливав, него одев на дното на плажата и најдов на една дупка и се задржав точно на ивицата на таа дупка и во моментот мислев дека ќе паднам и ќе почнам да се давам. Меѓутоа го држав тој баланс некој подолго време, буквално од носот нагоре, и гледав на плажата дали некој ќе ме забележи и ќе ме види за да ми помогне. И среќа една господја повозрастна ме забележи од таму, ми приде, ми подаде рака и ме повлече назад. Така да тоа искуство беше уште еден мотив за мене за да започнам со пливање, да научам како се плива, ако ништо друго и за своја лична безбедност. Супер, и за да дојдете до тоа да представувате Македонија на Олимпијада, треба да сте навистина добар пливач. Сега мислите дека е талент, дека е нешто вродено или трудот кој што се вложува во тренингот, во вежбите и во исхраната? Колку сите тие работи се битни во целата слика? Па сето тоа што го набројавте сега во моментов мислам игра голема улога во севкупниот тој пласман или достигнување или резултат. Талентот, поготово во денешно време, со развивање на науката и на техниката и технологијата, се сведува на многу минимално ниво. Значи, талентот на крајот игра некои си 5% улога во тоа колку вие можете да бидете успешен во таа работа, не мора да е само спортот. А сето друго е тие пропратни моменти, значи макотрпна работа, големи откажувања, добар нутриционизам, добра психолошка и социјална работа со спортистот во мојот случај, и нормално условите се исто голема причина за човек да може да напредува и да постигне добри резултати. Беше скап цел тој процес, бидејќи пливањето се смета за еден од поскапите спортови, заедно со тенис и со скијање, да речам. Како го издржувавте тоа фамилиарно и како семејството делуваше на тебе, како поддршка, дали верува во тебе дека ќе стигнеш далеку со тој спорт? Па да, мислам секако. Финансиски е многу захтевно. Од самиот почеток нормално никој не те финансира, спонзорира, сето тоа иде на грбот на твоите родители. Сите тие патувања, каде што знаеме не се ефтини, поготово за ситуацијата финансиска во нашата држава, а и во светот. Така да огромни финанси беа потрошени од страна на моите родители за целата моја кариера, за да дојдам до некој стадиум каде што нормално после тоа државата ќе ме земе во некоја си закрила и ќе почне да плаќа за моите патувања, моите подготовки, начин на исхрана, тренинзи и така натаму. Така да имаше еден разговор со моето семејство, мислам
како што расте инфлацијата во светот, така и јачината и мислам средствата се наголемуваат во финансиски капацитет. Некои си, не знам, 300.000 марки на времето беа потрошени од моите родители, кои што кошта нормално за тренинзи, за патувања, кои што се и најскапи во тој момент, и огромен товар за финансиската конструкција на секое семејство. Ама сепак се исплатил трудот што го вложиле. Како беше изборот за тоа кој ќе представува Македонија на Олимпијада и како се чувствуваш во моментот кога дозна дека ти ќе бидеш, пошто најверојатно тоа ти бил сон уште од почеток. На секој спортист би му било сон еден ден да представува на Олимпијада својата држава. Па да, тоа е многу долг и макотрпен процес. Значи, вие како спортиста почињате да сте свесни за својата кариера, своите успеси, своите можности, како ви се движи кариерата во тој процес и врз база на тоа осознавате некои работи од типот на резултати. Дали имате шанса да стигнете до таму, како ви напредува кариерата лично, персонално, па да можете да се надевате на некои си такви резултати и успеси. Интересно е што, например, јас бев 16 години, кога нашиот тим, се сеќавам, со Наташа Мешковска, Кире Филиповски, Александар Маленко и Мирјана Бошевска, кои што беа олимпици више со исполнета норма за Олимпијадата во Атланта 1996 година, ме зема и мене да идам да тренирам со нив заедно со тимот, како млад надежен талент кој што потенцијално би можел да учествува на следната Олимпијада, која што беше Сиднеј 2000 година. Нормално тоа го финансираа моите родители, дадоа пари од свој джеб. Меѓутоа се случи нешто што јас сам од него очекував. За тие 3 месеци додека бевме на припреми во Флорида пред Олимпијадата за Атланта 1996 година, јас напреднав толку многу што ги фатив нормите за таа сама Олимпијада, кој што беше за 2 месеца нормално во Атланта. Чак во момент и бев подобар од еден од представниците таму што требаше да иде на таа Олимпијада, испледав подобри резултати и според гледна точка од оваа дистанца требаше да настапам на таа Олимпијада на 16 години. Меѓутоа, пошто Кире Филиповски беше пријавен на самата Олимпијада, беше многу касно да се интервенира и да се променат позициите или јас да го земам него местото, пошто се работеше за иста дисциплина која што беше он квалификуван и требаше да настапува за Македонија на таа Олимпијада. И не отидов на таа Олимпијада поради таа причина, со надеж дека на следната јас ќе бидам повозрасен нормално и дека ќе можам да учествувам на следната Олимпијада више. Така да јас уште 4 години пред Сиднеј Олимпијадата има фатено норма за Олимпијадата тогашна 1996. И нормално 20 више години кога сте били. Да, обично нормите за Олимпијада излагаат некои си 18 месеци пред самата Олимпијада. Тоа се временски норми, каде што, например, од претходната Олимпијада се зима 21-то место во таа дисциплина и е постоечка норма, значи временска норма за следната Олимпијада. Значи 21-иот што бил, например, во Атланта 96-та, после тоа време, он што го исплевал таму, ќе биде норма за сите пливачи кои што сакаат да настапат на следната Олимпијада. А да се биде 21 на Олимпијада не е мало нешто, поготово пливање, знаеме дека еден од најмасовните спортови е базичен спорт. Значи за споредба можам да ви кажам дека во една Шпанија има 2 милиона регистрирани пливачи. Во една Русија има 5 милиона регистрирани пливачи. Да не надбројувам во сите држави во светот колку регистрирани пливачи има и од цел тој свет само одреден број на пливачи може да се квалификуваат и да настапуваат на таа Олимпијада. Нормално има кај нас сега регистрирани? Кај нас имаме, на жалост, морам да го кажам тоа, од нашата генерација, значи јас, Зоран Лазаревски, Весна Стојановска, Мирјана Бошевска, Кире Филиповски, Александар Маленко, Наташа Мешковска, Марко Блажевски после нас е единствениот кој што има исполнета олимписка норма и има отидена на Олимпијада со олимписка норма.
од тогаш до сега ниеден пливач нема исполнета олимписка норма и нема отидено на олимпијада со олимписка норма. Него има еден принцип во Интернационалниот олимписки комитет ради масовност, ради учество и потик на државите од цел свет, дава 2 места од секоја држава, едно машко и едно женско, тоа се вика wild card, каде што најдобрите пливачи од таа држава, ако немаат квалификувано спортиста врз база на норма, ги покануваат да учествуваат на Олимписките игри и да одат на Олимписки игри као представници на својата земја, само колку да има представници од таа земја на тие Олимписки игри. Така да од таа генерација пред 15-20 години до ден денеска ниеден спортиста во пливање зборувам нема исполнета олимписка норма, што е жално и нормално тажно. Мислам нормално тажно. А на што се должи тоа? Нема добра атмосфера, например, или нема доволно заинтересирани пливачи, или па менторите не се добри, државата не ги финансира? Каде мислите вие дека се крие проблемот? Има многу проблеми. За да детектираме каде точно се крие проблемот, треба да отвориме многу теми. Ја мислам дека системот на самата држава во моментов, ова малце политички ќе звучи, е нефункционален, а поради тоа трпи и спортот. Значи, ние немаме јасна стратегија за спорт, за тоа што сакаме да правиме, кои спортови можат да придонесат како најдобри амбасадори за нашата држава, па да се направи некоја стратегија и да се вложи во самите тие спортови, за да може да се има некој достоинствен резултат и некои достоинствени представници на самата Олимпијада. Финансиите се најголем проблем, во моментов тоа што јас го знам и го гледам и го осознавам, значи елементарните услови за спорт се ништожни. Имаме 2 базена во градот кои што функционираат на комплетно различни принципи. Едниот базен е под концесија више, не знам, 30 на години од самото осамостување на Македонија. Има газда, он си раководи со базенот како него му каков интерес има уствари поише од бизнис аспект него од функционален аспект. Поради тоа заложници се пливачките клубови со самите термини за пливање. Во моментов децата си плаќаат самите пред да влезат на базен на шалтер, не знам, 150, 60, 70 денари, за да отидат да тренираат, да го представуваат својот клуб или да представуваат својата држава, што, например, е една компарација попроста, да кажам, во Белград, градоначалникот на Белград донесе закон да сите базени бидат бесплатни за сите спортски клубови и спортисти кои ще ги користат тие базени. Да не одиме далеко, зборувам. Да не зборам за другите држави. Да, ги стигнеме и до светските стандарди. Уште на времето, значи ние као генерација по самостојувањето на Југославија имавме стварно завидни резултати, бевме балкански прваци, балкански рекордери, буквално сите држави од бившата Југославија ни беа завидни од типот дека ние сме успешни повеќе од нив. Со бројот на популација што имаме од државата, со бројот на базени, услови и објекти кои што се користат од самата држава. Знам на времето дека кога си правевме мует, пошто ние имаме настапувано и бивша Југославија на државни првенства и знаеме каков беше тој живот таму. Па имавме, например, идевме на државно првенство, па имавме цивени, срби, хрвати, босанци и тие пријателства ни останале онака за цел живот. И нормално кога си комуницираме, си правиме муаве меѓу себе, знам една година споредувавме буџетите на самата пливачка федерација колку е во Македонија и колку е во Словенија. Смешно, во Македонија буџетот од државата Македонија за пливачка федерација за таа фискална година беше 2500 евра. За тие 2500 евра ние не можевме еден авионски билет да платиме за да идеме на светско првенство. За разлика од Словенија, која што нивниот буџет од самата држава, само на пливачка федерација беше 2 милиона евра. А да не зборувам дека словенците во тој момент имаа 46 спонзора
кој што додатно ги стимулира од најразличен начин, мислам, од исхрана до облека, до, мислам, патувања, до буквално све што може да се замисли. И други бенефиции што би требале да ги имаат како спортисти. Да не зборувам дека нивните спортисти им течеше редовен стаж. Кога ќе влезат во тој некој меѓународен критериум на спортист, они се пријавени во полиција и во војска, како да работат во полиција и војска и нормално им тече плата од самата држава и си имаат платени сите придонеси. Здравствено, мислам, социјално и така натаму. Така да сите тие работи делуваат и на самиот спортист физички, кога ќе видиш дека, например, не се ништо подобро они од тебе, меѓутоа пак третманот е различен. Да. Што се вика на таа сурова сила и на талент можеш да идеш до еден одреден степен. Меѓутоа, после тоа, кој ќе треба да се вложува уште поише, и кој ќе треба да дојдат сите тие накнадни работи, каде што ти како професионалец треба да ги добиваш, сваќаш дека уствари сте во друга лига скрос и делува демотивирачки од секој аспект. И, например, ние до 18 годишна возраст освојувавме медали на европски првенства, јуниорски зборам, не сениорски. И бевме едни од најдобрите во Европа. Меѓутоа, после 18 годишна возраст, гледате како сите тие исти врсници кои што вие сте ги победувале на првенствата, почнуваат да ве преоѓаат и да бидат се подобри и подобри и уште да се развиваат, а ти, што се вика, удираш едно плато. Барем таков жаргон во пливањето се користи, каде што е многу тешко да го пробиеш тоа плато и да продолжиш да се развиваш понатака. Сега почнавме да збориме за високи стандарди, како беше целото искуство во Сиднеј. Поготово дека си имал 20 години, сега ветив дека нема да те пресирам, на претходното прашање те пресирам, сега да се поправам. Како за една личност која што има 20 години, целиот третман кој го доживуваш таму, од моментот на пристигањето до сите познанства кои што ги имаш во Олимпиското село, нешто околу сите тие случаи. И сега Атина бил во 2004. Сега пак ќе речам, Атина е малце поблиску овде, најверојатно поомилено ти било тоа во Сиднеј. Значи, буквално ми беше како да ми се остварил сонот и ми се оствари сонот. На секој спортиста во индивидуални спортови и во олимписки спортови, еден од сништата кои што ги имаат им е Олимпијадата. Заради тој грандиозен спектакл и момент од самата историска дистанца гледано е најврвното достигнување на сите спортисти кои што се бават со спорт. Значи, имав предходни искуства од светски првенства, европски првенства, балкански, ете спомнав и за Атланта, дека имав можност да одам и на таа Олимпијада, меѓутоа нормално околностите не беа во тој правец на мојата страна. Беше како да сонувам секој ден. Значи, буквално од секој момент, од тргање на аеродром до пристигнување таму, значи, тоа е, не можам да го опишам со зборови дефинитивно. Таков организацијски грандиозен настан е нешто што многу ретко се доживува и само неколку луѓе, значи 12-13 илјади луѓе на 4 години можат да го почувствуваат. Од самото влегување во Олимпиското село, значи некои си 20, 25, 30 илјади луѓе се сместени во самиот тој олимписки град или село го викаат по дефолт, со обезбеден сообраќај, значи населби со разни имиња, бои, структура на самите сместувачки капацитети таму, исхраната, значи живее 24/7, нон-стоп луѓе врват низ тоа село. Има буквално све од дискотеки до шопови, огромна една кафетерија или дайнинг хол каде што идат сите да јадат, а има две такви. Едната има капацитет да прими некои си 4-5 илјади луѓе од еднашка, работи 24/7.
нема храна на светов што може да ја замислите што ја нема у тој дайнинг хол таму. Има и Макдоналдс. Чак и најголемиот ред за после тренинзи или надпревари беше за Макдоналдс, за комперчињата од Макдоналдс да ги јадат спортистиве. Тоа е еден момент каде што нели луѓето кои мислат дека сите внимаваат на исхраната, пазат што како, поготоа пред после надпревар. Е интересен факт дека компирчиња од Макдоналдс сите чека без разлика во која фаза, дали се пред, после надпревар или така натаму. Ви даваат, например во Сиднеј имаше еден токен мал кој што си го носиш. Сегде има овакво vending machines, што се машини за чип, за чоколади, Кока-кола е главен спонзор за Кока-коли, сите продукти на Кока-кола што се, па го ставате во машината тоа токенот, па ви излага надвор и си бирате што сакате. Може да јадете нон-стоп што би душа сака, нормално треба да внимавате на тоа како изгледате. Али интересни моменти што шетате низ селото, гледате луѓе кои што никогаш не сте се надевале дека ќе ги сретнете. Има некој интересно познанство кон некој најмалку што се очекувал дека ќе јас си разменив дресов Роџер Федерер, имам дрес дома од Роџер Федерер, швајцарски, пошто нели настапуваше за прв пат го гледав таму да игра против Давид Ферери, играше, не беа ни познати на времето. Роџер Федерер 19 години беше, имаше репче позади, многу малку го паметат и се сеќаваат на него во тој период. Значи идеш, ги гледаш Мерион Джонс, Морис Гринс, што беа амерички спринтери на 100 метра, олимписки шампиони, светски рекордери. На маса еднашка Мухамед Али седна со нас, па ручеше заедно во наше присуство, што е интересен факт. Например, значи многу моменти. Имав ми текнува на после отварањето на Олимпијадата у Сиднеј. Значи, тоа е грандиозен спектакл. Чекате во кошаркарска сала пред да идете на самиот стадион и ве викаат по азбучен ред за да идете према стадионот. И како се приближувате према стадионот, слушате огромна врева, бука, значи мислите ќе се сруши целиот стадион. Тој во Сиднеј беше 120.000 гледачи капацитет. Мислам, грандиозен стадион. И како влагате внатре, такви некои емоции ве обзема да буквално се чувствувате како да лепдите. Имате она гузбамс, морници ве лазат, сите ви аплодираат, вашите ликови се покажуваат на бимовите која влагате во самиот стадион. Например, у Атина беше Тиесто диџејот и он свиреше на, мислам, пушташе музика. Па знам кога идевме натака, нас не обзеа некои емоции, потидовме до кај него таму, па игравме. Мислам, онака се исклучуваш од присебноста, уживаш во моментот, затоа што некои такви позитивни емоции ве облеваат да сонувате, ама толку ви е убаво. Ама плюс и возраста, некоја така лейт тинејџерски денови, буквално се чувствуваш како звезда. А поготоа после толку такви психолошки карантински моменти, одеднашка некои моменти на уникатни доживувања ви се случуваат да буквално се губите од цел тој простор. Така да многу интересни моменти, незаборавно, јас не можам да ги доловам ни со зборови тие емоции што ги имам и мемории, онака паметења. Можам да зборувам за ова Ја можам да ве слушам, супер ми е. Со недели можам да зборувам за ова. Сакам да те прашам за олимписките села градови, пошто има многу слики дека од кога ќе заврши Олимпијадата остануваат и пропаѓаат и стадионите кои што се градат за тоа, па некои информации повеќе за тоа што се случува. Па да, на жалост во многу делови од светот каде што баш се мислам дека за организираат. Сиднеј имаше слики. Не знам дали сум мислам дека. Не, Сиднеј јас го посетив пред неколку години со сопругата Тијана и мојот син Даријан да им покажам каде сум бил, пошто им го зборувам нон-стоп Сиднеј како меморија која што ми е константно присутна таму. Нормално, прва Олимпијада, највозбуден, сонот ми се исполнува. И Австралија има направено
значи перфектна работа од типот на како треба да изгледа функционалноста на тие објекти кои што се дава огромни пари за да се изградат, да се користат после самата Олимпијада. Така да базенот функционален, беше полн со луѓе кои што си го користат кои за тренинг, имаше тобогани во самиот базен во Сиднеј, многу е добро направен како со палми, во еден дел како во џунгла да си, и е стварно преубаво архитектонско дело и посетен нон-стоп, си функционира на најдобар можен начин. Главниот стадион каде што беше отворањето се игра рагби, имаат специфично нивно рагби, фудбал, и атлетика и така натаму, така да сите можни објекти што беа изградени за самата Олимпијада се наменски со цел и функционални до најдобар можен начин после самата Олимпијада. Например, олимпиското село што беше изградено беше наменето за социјални случаи во Сиднеј, им го дадоа на фамилија од потреба. И сите се вселија у тој дел од Сиднеј и го користеа после како државата да им дала станови. Нормално се некои процедури и процеси кои што треба да се исполнат пред да имаш можност да земеш нешто такво. Меѓутоа еве на Тина, следната е типичен пример за тоа. Нормално корупција и мито е еден од главните проблеми во некои држави. И исто по посетување на Тина беше жалосно да се види колку се руинирани и оставени на времето тие објекти, сите што беа грдни пари инвестирани во самите олимписки комплекси за да може да се одржи Олимпијада. Ние во тој базен во Атина и претходно има еден Акрополис, пливачки митинг тамо, кај што идевме секоја година и не беше доволно познат самиот комплекс, меѓутоа го доградија и го надградија за време на самата Олимпијада. Али година дена по навршување на таа Олимпијада беше оставен на времето и руиниран комплетно. Се има еден затворен дел кој што го користат се уште на Оака, на Акрополис, али тој надворешниот базен тотално руиниран. Али пливањето можда и не толку за разлика од другите комплекси кои што ги имаат изградено и буквално беа обраснати со треви, зарѓани, запуштени, во никаква употреба, никаков мејнтененс. Жално. Еве со Рио Олимпијадата 2016 мислам беше. Истиот проблем. Може таму, знам дека некоја светска Олимпијада, мислам са светска, не беше близу до нас. Гледав слики, уште не знам на времето на Facebook како изгледа после тој, се беше руинирано, буквално останати само железа, конституцијата, првично ништо. Да. Не, тие две Олимпијади мислам се класичен пример за нефункционалност на државната управа и тоа како они го испланирале сето тоа, зашто после ќе се случува. Например, во Лондон си функционираат сите објекти што беа изградени. И денеска пливачкиот базен има надпревари нон-стоп, отворен за јавност, се користи максимално. А овие привилегии што кажа Преска за молови и сите тие села беа само за олимпиците, да, или можеше да влезе и некој од страна? Да, само за олимпиците. Мислам тие посластици или повластици се само за олимпиците. Нормално тренерите, стручниот тим, сите што имаат акредитација од самата држава да влезат и да можат да престојуваат во селото. Меѓутоа имавме ние и гости стално, али како делегации ни беше председателот Борис Трајковски во Сиднеј. Не посети сите заедно, отидовме на ручек, му покажавме, мислам, таа големата dining hall беше чудо невиден исто. Интересно беше, например, што неговото обезбедување сакаше да влезе со оружје во самото село. И автоматски им го зема оружјето, па они мислеа дека ја председател водат, па као може и оружје да внесат внатре. Олимпиското село можда е најчуван, најбезбеден објект додека траат тие олимписки игри во светот за време на тие олимписки игри. Значи има огради, електрични на некои места, луѓе со
зависи од државата каде што е како е, меѓутоа со оружје кое што ја чуваат безбедноста онака на сите спортисти, поготово после Минхен олимпијадата, нели, со израелските спортисти, е на највисоко ниво безбедност. Така да не остава ништо да им промакне во тој детал, што се вика. После такви привилегии таму, како ти беше кој се врати овде? За да продолжиш. Знаете како, после такви емоции, нормално следува некој период на депресија. Мислам, депресија е јак збор, меѓутоа има типови видови на депресија. Од типот што не можеш да најдеш многу работи кои што ти ги заменат тие чувства што си ги имал таму. Знаете, кога адреналинот ти е на високо ниво, после тоа треба некое време за да се, мислам, да спадне адреналинот, ама и вие да се соземете после тие емоции. Така да у спортот не е едноставно. Јас знаев дека можам исто да се квалификувам за следната олимпијада, базирано на тоа што тие резултати што го пливав, неминовно ми беше да ги фатам нормите за следната олимпијада во Атина. Нормално има процес таму кој што треба да го исполниш, 18 месеци, од 18 до 2 или 3 месеца пред олимпијада треба да го испливаш тоа време на некој официјален надпревар кој што е под FINA календар. Меѓутоа е тешко дека знаеш дека имаш уште 4 години од тежок тренажен процес, да најдеш мотивација, сила, цел, која што ќе те води тие наредни 4 години за да истраеш до наредната олимпијада. Имаше еден период после олимпијадата каде што нормално размислував за моите понатамошни цели, дали можам психички, физички да го издржам тој напор, пошто мислам, не знам, може да зборуваме подоцна, тренажниот процес во пливање е еден од најзахтевните. Пливавме по 15, например, ние 15 км на ден, 7,5 км са бајле, 7,5 км вечер, 10 до 14 тренинга пливачки неделно, значи секој ден са бајле вечер, плюс во моменти 4 до 5 суви тренинзи. Нема одмор, нема Божиќ, нема Великден, нема, не знам, роден ден славам. Значи, тоа што е зацртано во програмата мора да го исполните без разлика на се. Многу луѓе може да си приуштат и одмор, и пауза, и не знам што. Во пливањето е многу специфичен спорт затоа што се одвива во неспецифична средина. Тоа е вода. Например, нашето тело има 75-80% вода, меѓутоа сепак ние се движиме и твориме на суво. И отсуството од таа средина остава огромна дупка во самото чувство твое телесно и ментално, да ти не можеш да перформираш од таа средина исто како што си, например, ако земеш 7 дена слободни, после тоа треба да тренираш 1 месец за да не ги надокнеш тие 7 дена што си ги изгубил во вода. Значи буквално не сме да има пауза од првата олимпијада до следната, мора да има константно. Многу неблагодарно што сам си ја, како да кажам, самиот си свесен за последиците ако направиш пауза, или да си болен. Ако си недела 2 болен, ти треба месец, 5-6 недели после тоа да се вратиш на истото ниво што си бил пред да бидеш болен. Ви се случило некојаш настинка или нешто такво за да ви го изремете? Да, како не, значи сум патувал и со 40 степени температура, па сум пливал со 40 степени температура, што е нездраво од овој аспект сега и од мојот како се вика тоа, образовен интелект и информацијата што ги имам за физиолошките дејства на самото човечко тело, сме правиле некои нездрави работи, кои што нормално си оставаат реперкусија на нас, на самото човечко тело во подоцнежните години. И во тој момент, прво пред 25 години, информациите, интернетот не беше развиен на ниво каде што е развиен сега. Протокот на информации, самото нешто да ние можеме да научиме, ако не од нашите тренери или водачи,
од другите или од светот, например, сега се споделува све на интернет, од начин на тренинг, па физиолошки својства на човечкото тело при тренинг, при одмор. Значи, сменети се работите во спортот 360 степени од времето кога ние пливавме. Да ги имавме, например, овие информации што ги имаме сега за тренажен процес, за нутриционизам, за психологија, педагогија, значи, ние ќе бевме напред уште тоа време. Ме интересира околу психолошкото спремање. Имаше некои мотивациони говори или како се држеше дисциплината и каков беше односот према тренерите кон сите вас кои што пливавте? Значи, ние сме стара школа. Беше све на она raw talent, што се вика, најсилните успеваат. Значи, психички треба да проаѓаш низ пекол, буквално пекол, за да дојдеш до некој си ниво, еве да кажам и нашето, со сите тие препреки, моменти и ситуации што сме ги имале во својата кариера, немало психолошки третман од ниеден аспект. Све било на сила и на тоа дека ти можеш. Значи, немало никаква психолошка обработка позади нашето делување. Ниту од тренерите, минимално нешто што од мој аспект, ја работам во едукација сега и имам прочитано и осознаено, значи, многу информации што се однесува до психолошкиот аспект во спортот. Можам да ви кажем дека ние не сме имале ни 1% од тоа, сега што го знам. Има некои привилегии кои што ги поседуваш сега од страна на државата за тоа што се представувал на Олимпијада? Не. Кратко и јасно. Нема никакви привилегии. Искрено да ви кажам, повеќе сум почитуван надвор од државата, него што сум почитуван во самата држава. Луѓето комплетно имаат заборавено на мене, не само на мене, на нас. Има многу спортисти како мене и од други спортови кои што буквално државата ги има заборавено од секој аспект. Еве и во Олимписки комитет еднаш ка ме немаат покането за ништо, од кога имам завршено со кариерата 2004 после Олимпијадата. И тоа беше една причина зашто и завршив, иначе можев да истрам и у Пекинг да пливам 2008, ќе фатев норма и за таа Олимпијада и можев да настапувам на таа Олимпијада. Буквално дека немаше некој што можеше да ме победи од тие дисциплини кај што настапував и можев да комплетно да настапувам на таа Олимпијада. Меѓутоа знаев дека од тоа што го постигнав претходно не можев да постигнам нешто повеќе и го сметав за бесцелно затоа што бев на 2 Олимпијади и ќе направам 3 Олимпијади, меѓутоа со каква беше ситуацијата во државата, финансиска, системска, значи немаше услови за понатамошен развој и напредок, освен да идам во Америка или во некоја држава друга, каде што ќе требаат огромни финансии за сето тоа, и одлучив да престанам. Така да, еве, освен вие, неколку други медиуми, државата во ниеден поглед се нема свртена кон нас за ништо. Па чак и за повик за едно кафе и како си што си. Мене ми е многу драго што си ми гостин, пошто мислам дека ќе станеш многу омилен на младата публика, зашто ја реално дознав за тебе сега од Виктор кој правевме, кој имавме дискусија за тоа кој да ни биде гостин. И мене искрено ми е срам, ја ти кажав и на телефон, мене ми е срам што ја не сум знаела дека постоиш општо. Ама за тоа се криви медиумите, зашто нормално возрастната разлика некако направила да, не знам, вие кога сте биле на, ти која си бил на Олимпијада, јас сум била дете, не сум била, тогаш сум се родила, Латина, тогаш сум се родила буквално. Година сум имала и се нормално е да се подзаборават некои работи. И жално е што нема некој трибют од државата, не знам, барем било како еднаш годишно да се спомне сигурно, или ден
која се одржала Олимпијадата, да има константно да се известува за тоа, за да се потсеќаат и као нашите млади таленти дека еден ден може и они да стигнат на тоа место, зашто ако цело време се става, не знам, помисла дека никоја држава нема да успее, дека држава е као ајде не поддржува млади таленти, тога и ти немаш инспирација зашто да се трудиш, зашто знаеш дека врвот овде е, не знам, средина на светско ниво. У кој момент реши дека сакаш да се преселиш од Македонија? Имаше интересни, значи, малце аналогија пред тоа да дадам некоја сеј за да се надоврземе на тоа. На своја 18 годишна возраст при завршување на средно училиште добив стипендија од два универзитета во Америка, целосна стипендија, значи све платено. Пардон. Ми платија 5,5 години да студирам на тие универзитети со цел дека кој ќе настапувам, например, на светски или на олимпијади, да земам семестар слободен, да не идам на факултет и тој да ми се рачунува во склопот на самите студии. Меѓутоа, тоа беше момент во мојот живот, раскрсница една, сум имал повеќе раскрсници, таа беше една од првите такви, каде што во тој момент селекторот Димитрија Поповски ме убедуваше да останам овдека за да можам да работам на факултет за физичко образование или култура, не знам сега како се вика по денешно, и да бидам асистент на катедрата по пливање. Имав некоја приватна исто ситуација со моите родители, татко ми се разболе и тој момент ми беше главниот да одлучам да останам овдека и нормално да студирам на ФФК, Факултет за физичка култура, со цел дека можам да станам асистент и да останам во образованието, со цел да можам да ги давам моите искуства и знаења на следните генерации и да бидам користен за општеството и за нацијата каде што живееме. Тој момент можев да го искористам да отидам во Америка и да живеам и ден денеска таму, како што направија моите сопливачи, да ги кажам. Весна Стојановска е таму, Мирјана Бошевска е таму, да не заборавам, уште неколку има сигурно. Кире Филиповски и така натаму. Јас останав овдека, меѓутоа ситуацијата се изјалови, политички нормално кај нас све. Некако успеав да, ќе го кажам и овој момент сега, да се изборам и да издействувам да ми даде согласност владата и да можат да ме примат како асистент на факултетот. Меѓутоа, внатрешно ми беше невозможно со изговор дека треба да најдам зашто неколку асистенти ако сакам јас да влезам на самиот факултет. И тоа ми беше, што се вика, капак на све. Буквално после таа информација за 2 недели имам пријатели во Дубај и одлучив да отидам кај нив да го посетам Дубај, пошто не сум бил претходно. И тогаш животот ми тргна во друг правец скроз. Така да тие 2 недели после тие 2 недели што одлучив да отидам на одмор кај пријатели во Дубај, ми беше уште една раскрсница во животот. И што се случи во Дубај за да останеш да живееш после таму? Интересно, се сретнав со Грег Ходж, тој беше хед коуч на австралиската пливачка федерација, не федерација, на австралискиот олимписки тим во Атина 2004 година. Значи главниот тренер им беше. Он беше мозокот на целата операција. И од Атина се препознавме, влеговме во диалог, што правиш, како правиш тука, што се случа, пошто отидов да посетам еден базен и он имаше отворено клуб таму, Дубај Свим се викаше, и по краток разговор ми рече, барам асистент, дали сакаш да ми бидеш асистент. Нормално, од таков човек радо би учел и би творел со таква личност и одма прифатив. Прво ми беше огромно надоградување во кариерата, професионално и приватно, ментално исто.
и така решив да работам со него. Работев една година со Греч, година и пол. После он, поради некои приватни здравствени проблеми, го напушти Дубај, меѓутоа ме остави мене да го раководам неговиот клуб. И одлично се снајдов таму, освоивме државното првенство, нивните национални лиги, и од таму луѓе почна да ме осознаваат, да нормално да комуницираат со мене, почна да ми нудат договори. Интересно беше што ми понудија неколку школи интернационални, затоа што Дубај, ако не си араб и локалец, не можеш да идеш во нивните национални школи, мора да идеш во приватна или интернационална школа. А 90% од луѓето кои што живеат барем тогаш беа странци во самото Дубај, така да има огромен број на интернационални школи. По разговор со хедмастерот или деканот на една од школите, при размена на договор, нормално условите ми беа ептен примамливи и се одлучив да прифатам таква работа, која што е захтевно од друг аспект, меѓутоа не е комплетно тренерска работа, него е работа во образование. До основна катедра по пливање, пошто пливање задолжително од 3 до 18 годишна возраст, и да основна катедра по пливање и да направам цела наставна програма за пливање на тоа школа. Иначе тоа е Рептон, една од најголемите школи таму, преку 3000 деца имаат, мислам, студенти во самото школа. Прекрасно е како Хари Потер замок. И тоа е мојата следна линија во животот. Останав во образованието и ден денеска. Во Дубај живеев 7 години и после тоа се пресели во Шангај. Истиот тој хедмастер отвара нова школа една во Шангај, исто британско, Велингтон на кралицата Елизабета. И тие стари приватни школи што се во Англија отварат низ цел свет као нивни бранши и сакаат да отворат во Шангај едно, па ми се јавија на мене дали сакам да се впуштам во нова авантура. Со сопругата Тијана и Даријан беше 3 години тогаш, се одлучивме дека после 7 години, 7,5 години во Дубај е редно да пробаме нешто ново и да искушаме нешто ново. И така се преселивме во Шангај. Чекај сега, имам многу прашања имам. Прво за Дубај. Како ти се свиеше животот таму, пошто нели дали стварно нема алкохол, имаат строг однос со жените, зашто е арапска, сепак арапска држава, и каков беше тој културален шок и дали имаше некој културален шок, пошто сега некој што идат у Дубај вика дека е поприлично доста урбанизиран со оглед на тоа дека има многу манекенки модели и не е толку строго да се жена таму. Ама како беше тогаш кога ја замина ти? Па многу поразлично од сега, дефинитивно. Во времето кога јас бев таму, имаше многу побарувачка на интелектуален капацитет од типот на луѓе компетентни во својот домен, пошто се уште не беше некоја атрактивна дестинација каде што секој го знае Дубај. Имаше, мислам, нормално муабети се правеа веќе за Дубај од типот на инфраструктура, колку изградено, платите исто беа многу добри, затоа што се уште беше тазе или неопиплива дестинација за многу луѓе. И имаше многу квалитетен кадар во тој момент. Не многу, меѓутоа стварно квалитетни луѓе во своите домени. Со текот на ситуацијата, како Дубај се развиваше, се ширеше и со нивниот план и проекција во тоа време, они планираат Дубај да стане 10 милионски град и се уште целат кон тоа. Постепено таа демографија се менуваше на самата структура на население внатре и нормално со зголемување на демографија, на популарност на популација во самото Дубај
и почна и условите и платите да се менуваат. Интересно е за Емиратите, например, као целина, мислам 7 Емирати, Дубај е едниот од нив. Сите мислат дека Дубај живее од нафта, не е точно, например 91% мислам Абу Даби е прво најголем Емират по површина, а второ грото нафта што ја поседуваат UAE, Емиратите, е од Абу Даби. И планот на шејкот од Дубај што тогаш беше да го направи туристички град самиот Дубај, за да најголемиот приход градот го има од туризам. Интересен факт што спомна тие алкохолот. Барем во тоа време, не знам сега како е што е, меѓутоа некои си 27-8 до 30% профитот на Дубај беше од алкохол. Точно е дека не се пие алкохол на улиците, дека идете и си има по модифициран, софистициран начин на употреба и конзумација на алкохол. Лиценците се многу скапи за да добиете лиценца да можете во ресторан или во хотел да служите алкохол. Меѓутоа, со тоа што самиот Дубај е огромно и голема туристичка дестинација, конзумацијата на алкохол и побарувачката е поголема. И многу хотели и ресторани служат алкохол. Друга варијанта е што има и ликер стор, за кој што ти треба дозвола. Ако си вработен легално во самата држава, можеш да си аплицираш за дозвола, сега малце поскапа, али можеш имаш одредена сума, например, во месецот, да идеш да си купиш алкохол и да се конзумираш дома алкохол. Во ресторани, хотели, барови, дискотеки, мислам тоа е ненормално, секде се конзумира. За разлика од Абу Даби, каде што е многу по-конзервативен, али ви реков, демографијата на самото Дубај е 90% се експати или странци, кои што дошле таму да работат и да живеат, а 10% се локалци. За разлика од Абу Даби, пак ќе зборам, ова беше пред 10 години, сега е сменето скроз, можда не е воопшто така. Беше 90% локалци, 10% експати или странци. И самата побарувачка на луѓето кои што живеат таму, си го диктира и пазарот и местото нормално. Си бил професор таму и си работел со деца на некои фудбалери познати. На кои фудбалери, каков беше односот на нив кон нивните деца и општо дали децата им беа егоистични или беа хамбол и како беше односот према фудбалериве со тебе, кога имаше некое его? Па вака сега, во Дубај концептот на самото школа кај што бевме има ангажирано стручњаци и ајде да не кажам звезди, меѓутоа луѓе кои што имаат врвни достигнувања во своите спортови и професии. Така да во пливање, например, бев јас, као двократен олимпиец. Имавме рагбиста позната Поло Перелини, кој што беше професор по физичко исто, меѓутоа као директор на рагби, кој што има освоено, има една титула, таму се вика во рагби, во Сент Хеленс има играно, и имаат освоено првенството на Англија, и со еден фудбалер, Карлтон Палмер, кој што има играно за Англија. И за Лиц има освоено првенство, Премиер лига и така натаму. Имаше еден од крикет, Мартин Сегерс исто, кој што сега моментално е судија и суди светски првенства, тоа што им е Тест 10 и така натаму. Беше интересно да се работи во таа средина со познати звезди, нормално децата беа воодушевени, родителите звел, меѓутоа тоа беше еден начин исто да се примамат луѓе во самата школа, поради типот на луѓе и кадар квалитетен кој што работи во самата школа. Поучевме деца, мислам, на самиот шејк на Дубај. Он имаше 6 деца во нашата школа, каде што идеа. Главниот човек на полицијата цело во Дубај, синот и ќерката исто ни учеа у нашата школа. Имавме интересни
моменти каде што требаше еден ден да го исчистиме целото игралиште фудбалско, за да може да слета хеликоптер и да земе 2 деца на еден индиски магнат кој што треба да ги однесат, пошто он бил на митинг и ќе закаснал, не можел да ги И пуштил собере со хеликоптер да кола. му ги земе. Да. И тој момент беше многу интересен, каде што сите требаше круг да направиме околу игралиштето, за да му сигнализираме на хеликоптеров каде да слета и кога да слета. Си работел? Што се тиче на фудбалерите, тоа е во Шангај, работев во Велингтон. И Велингтон беше како база на, има SIPG, еден фудбалски клуб во Шангај кој што е познат. И Велингтон им беше база на фудбалерите за децата кои ќе дојдат со фамилијата, да ги пуштат во нашето школо и тамо да се образуваат. А голем дел од тие фудбалери престојуваа по цел ден у школото кај нас, пошто беа обезбедени на еден начин. Прво луѓето немаше да ги замараат од околу за автограми, подписи, за сликање и така натаму, па си доаѓа у школа и си јадеа и си седеа, си се дружеа со фамилијата. Например, Карлос Тевес, кој што играше за Манчестер Сити, за Аргентина, кој што имаше 600.000 евра неделна плата, дојде со 34 луѓе од својата фамилија и по секој ден седеа у школа кај нас. Оскар, кој што исто играше за Бразил, играше во Челси, мојата сопруга ги учеше нивните деца. Исто ја ги учев сите, пошто у пливање сите доаѓаат, или нормално од 3 до 18 годишна возраст, сите имаат задолжително пливање, а ја ги учам сите нивни деца. И сопругата е професорка таму? Да, и мојата сопруга исто е професорка, она е во pre-K, значи киндергарден, возраст 3 до 5. Така да сите сме на едно исто место, синот исто иде во истото школо. Добра привилегија е што кога имаме одмор, сите имаме одмор во исто време, може да шетаме, патуваме и да поминуваме време заедно во исто време, затоа што сите сме слободни во исто време. Каде ти беше поубаво, во Шангај или во Дубај? И кој беше моментот кој рече сега доста е од Дубај, идеме на следна дестинација? Тоа е тешко прашање, морам да признам. И двете места ми лежат при срце, поради тоа што имам поминато доста драги моменти, таму имам запознаено, значи, огромна група на луѓе и пријатели кои што и ден-денеска комуницирам, ми се драги, онака при срце во секој момент. Не можам да одберам, ги сакам и двете места. Можда еве долготрајноста на моментот во Шангај сум 10 години више. И еве остануваме сигурно следна година и понатака, мислам, не знам, многу е различно. Дубај, еден момент кој што би извоел е што, например, има плажи сегде и можеш во било кој момент да отидеш на плажи да се чувствуваш дека си на одмор. Нормално со температурата не секогаш е пријатно, меѓутоа во голем дел е пријатно времето, некои се 7-8 месеци у годината каде што можеш нормално да се движиш надвор, да твориш, да идеш се гледаш со луѓе, да идеш по плажи, по сите тие убавини што Дубај ги нуди. Шангај е, значи, мегалополис, 26 милиона живеат во Шангај, тоа се само локалци што живеат, а да не зборам за луѓе кои што творат секојдневно, доаѓаат, излагаат од градот таму. Огромен град, страшно чист град, страшно функционален, ја би рекол архитектонско чудо. Сум шетал на многу места у светов, преку 90 држави, за градови да не ни зборувам. Стварно е фасцинантен град, каде што приманува со своите можности, начинот на кој што твори, делува, функционира, луѓето, храната, лагодноста на животниот стил, можностите, значи нема крај. Кој е најголемиот културален шок кој стигна у Шангај и општо? Најверојатно се шетал и од други места у Кина, зашто тој дел од Азија е буквално како да живееш од друг свет. Имаат направи кои што било кој од нас да отиде таму без англиски превод и
како да го користиш нештото, не би знаеле за што служат работите. Да. Точно е така. Значи, мене ми беше прв пат кога отидов во Шангај да идам во Кина. Сум шетал предходно скоро на сите континенти. Беше многу невообичаено. Од тогаш кога отидов до сега, значи многу си имаат смената работите. Меѓутоа Шангај уште од времето бил интернационален град и тоа е као хабот, интернационалниот хаб на Кина. Значи Кина инвестира во Шангај за тоа е огледалото на Кина кон светот, што се вика. Беше интересно што после Дубај, например, во Дубај има 9 до 10 врнежливи денови во годината. Ние првите 2 недели во Шангај имавме 2 недели дожд, без престан. И дали со сопругата се гледавме меѓусебно и викавме дали сме направиле правата одлука, затоа што ние не видовме сонце 2 недели. Бевме навикнати на 7-8 години сонце цело време. И тоа беше еден специфичен момент каде што онака не можеме да го заборавиме ден денеска. Меѓутоа со тек на времето секој ден беше све различно и се отвараат тие врати, прозорци кон сама Кина и Шангај, да еве сега ден денеска ние при срце и буквално сме заљубени у тој град. Знаеш не е едноставно. Многу луѓе ме прашуваат тоа. Не е едноставно на почетокот дефинитивно, меѓутоа Кина толку има напреднато технолошки во секој аспект да е моментално толку лесно и едноставно, буквално за све да направите во текот на нашиот ден. Беше интересно на почеток, например, имаше Uber, сега има Didi, една апликација се вика, каде што на GPS ве бараат секде коли си изнајмувате какви сакате, има и хеликоптер ако сакате да си викнете да ве собере. Имаше улични таксисти такви кои што поради срамежливоста дека не знаат англиски, не ве качуваа во кола, па каде и да дигате рака на такси, само бујао, вика демек да, не можам и не ве возеа нели во такси. Имало моменти дефинитивно. Знаете како кога се селите на ново место, поготоа негде така далечно со култура и традиција и менталитет, е потешко. Се многу строги? Не се воопшто строги, тоа е некој си табу кој што владее поради самата изолација на Кина 50-60 години за времето на Мао Цетунг. Недоволно луѓе можеле да влезат во самата Кина и да спознаат. Луѓето се пацифисти, многу питоми, малце гласни, меѓутоа ако го знаете мандаринскиот јазик, ќе разберете зашто се гласни. Например, еден збор, ако не го изговорите по интонација правилно, има 8 различни значења. И ако кажете weng, wong, wing, све е тоа различно и ако не се изговорите правилно, може да кажете нешто што не треба да кажете. И таа култура која што иде наназад 4000 години, прво самата Кина е големина на Европа, има 46 провинции, тие провинции се една држава. Има преку 2000 јазика кои што се зборат. Мандаринскиот им е унифициран јазик, за да можат сите да се разберат меѓу себе. И не е лесно да се научи мандарински јазик, јас не зборувам, знам неколку зборови, највеќе ради тоа што обврските кон работата не ми дозволуваат, немам доволно време, затоа што овој јазик е сериозно тежок, треба минимум по саат и пол дневно да поминувате минимум година и пол, за да можете да научите да конверзирате. А супругата или децата некој знае? Па мојот син Даријан учи од 3 годишна возраст кинески. Не го владее на некое завидувачко ниво, знае да комуницира нормално, али зборуваат и други јазици, па малце му е потешко затоа што учи и шпански, македонски, англиски му е мајчин јазик, пошто делува твори на англиски цело време, и кинескиот. Така да.
Супер, сега знам дека таму не возите автомобил, добив информација у Шангај дека не возите автомобил, зошо? Да, па немам потреба. Немам потреба, значи, ова Диди што е официјално такси како Uber или Grab што е во Југоисточна Азија, прво е ефтино, второ е комфортно, безбедно, повеќе преферирам да седам позади и да уживам во возењето него да возам самиот. Има една приказна што е специфична за тебе, а тоа е која те ограбиле на Тајланд, пошто било филмско доживување, дали може да ни ја раскажеш таа приказна? Да, идевме со сопругата од Банкок према Коса Самуи, Копањани, Котао во автобус. Тоа се беше организирано од агенција. Во текот на возењето пуштија многу јака клима, беше толку ладно, а при самото влегување ви даваат и кебе. И при самото влегување во автобусот, нормално, со кебенце ние на 37 степена надвор, ни стана чудно зашто ни е кебе, пошто е лето во Тајланд нон-стоп. Топло е, влажно и така натаму. И во текот на возењето пуштија клима многу ладно, значи не се издржуваше колку што беше ладно, неколку пати му спомна никој на возачот, као не разбира, а цел автобус беше со странци нормално, пошто Тајланд е, мислам, голема туристичка дестинација, живе од туризам, милиарди туристи идат секоја година. И одеднашка, не знам, сите имаме блекаут, никој не се сеќава што се случило, како се случило, зашто се случило. Се будиме сите на една као бензинска станица, возачот излезен од автобусот како си купува нешто, иде во тоалет и така натаму. И како што чекаме на таа бензинска станица, случајно ние парите ги имавме во една мала ташна, која што ни беше под пазувите негде ставена. Проверуваме, имавме некои пари таму, проверуваме, гледаме кога ги нема парите. А како што ние проверуваме и гледаме кога ги нема парите, проверуваат и сите други во автобусите кои си имал камера во самиот ранец негде ставено, па му фали камера, па не знам на некој му фали саат или не знам што. И одеднашка се крена паника, као што се случило, што, мислам, со автобусов, а никој не се сеќава ништо. Сите наводно спиеле, никој не осетил ништо, возачот го нема излезен на тоалет пауза. И викнавме полиција, дојде полиција, направија записник, као не знаеме, направија записник на кого што му фали, како му фали и така натаму. Возачот се правеше дека не знае што се случило, он застанал, сите си спиеле и отишол само во тоалет на пауза. И после тоа полицијата не знаеше што може друго да прави, не пуштија да отидеме на нашите дестинации, како ќе направиме follow-up после тоа со локалните полициски станици таму кај што ќе бидете вие. И не викна исто полициска станица, после каде бевме у Котао, мислам. Полицијата крева раце, ова е нешто што се случува често, не сте првите на кои што се случува ова. Наводно пуштаат sleeping gas у самиот овакво во климата, во air-conditionот и ви успива дека спиете, за да можат да оперираат они да си завршат работа. Може добро се знае, пошто се Тајланд е актуелна дестинација, ама добро македонски уиграни те, мислам, шеми се тие кои што си прават одредени луѓе, мислам во Тајланд, не знам дали сте биле, али се е возможно. Знајќи го темпераментот на балканците, не би прошол добро шоферот да се деси тоа. Не можете да се, како да кажем, усмелите на нешто такво, затоа што може да завршите многу лошо. Ти со некои од тие држави не можеш да си играш во ниеден поглед, затоа што можеш буквално животот да ти заврши во многу лош правец. Да. Супер, вие сте доста шетана личност и која дестинација би ми ја препорачале мене, пошто ја многу сакам да шетам. Некоја као, знам дека е тоа многу тешко прашање, ама не знам, еве, или неколку дестинации. Сакате повеќе планина или Не, плажа. Плажа и големи градови.
Значи Југоисточна Азија има преубави места. Од Филипини, Индонезија, Бали сигурно ќе ви се свија. Хавај. За плажа, ако станува збор, мислам Флорида не е лоша. Може по карипските места да отидете и таму. Австралија не е лоша за плажирање дефинитивно. Ако идеме во некои други правци, мислам светот е преубав. Има толку многу убави места, пак е тоа индивидуално. Не секои луѓе сакаат исти работи. Има толку убави места да се посетат, да се видат и вреди да се видат, чак и од тие што не се извикани, што не се богати, што не се развиени, може да си поминете 100 пати поубаво него што би можеле, например, на Хавај да отидете или во Њујорк или не знам која друга дестинација да спомнам. Еве во еден Исланд да отидете, нема инфраструктура, чиста природа е. Мене ми е едно од најубавите места што сум ги видел на планета Земја. Значи, преубаво е секое визуелно доживување што ви го дава тоа место. Супер, се пошто треба да се приближиме до крајот. Имам уште 2 прашања. Имате еден спомен од Олимпијадата, кој што ќе си го носите цел живот. Тоа е тетоважата која што сте направили таму. На видно место е за да ја покажете или е тајна што си ја чувате? Па не е толку скришно, ама не е ни толку видно. Позади ми е на левата плешка. И што исто вира? Па го има знакот од Олимпијата Сидни 2000 со олимписките кругови таму. Многу ми е драго што бевте мој гостин, малце на ти, малце на вие, како што сум навикната, ама супер муавет беше, многу ми е драго. Се надевам дека ќе има парт 2 од овој подкаст, а до тогаш гледајте го ова, уживајте и следете на каналот за се.ма, кај сум Михаела Трајковска. Се надевам дека уживавте, имајте убав ден.